Основното училиште Коле Канински во Битола од денеска часовите по физичко и здравствено воспитување ги одржува во нови комплетно реновирани услови. Спортската сала доби нов сјај со старо новиот паркет, новите стативи и новите рефлектори. Со овој проект добија не само учениците, наставниците и директорката на ова училиште. Ова е придобивка за спортот во Битола, рече градоначалникот Талески кој присуствуваше на првиот час. Се сеќавате дека пред известно време бевме во истава просторија, во истава спортска сала во основното училиште Коле Канински и ветевме дека за кратко време ќе ја завршиме. Тогаш имаше еден мал, би рекол, пропуст во проектот, не беше предвидено осветлувањето. Како што гледате, брзо се коригиравме и поставено и тоа. Така што цената која што беше предвидена за реновирање на оваа спортска сала некаде околу 800.000 денари, прачи се зголеми за околу 100.000, значи овој цел проект смена на паркетот, кој што дел се сеќавате од спортската сала Младост, дел дополнително задавме уште некои количини и се исфарба просторијата, се осветли, се среди. Целиот износ некаде околу 900.000 денари, значи помалку од 1 милион денари, но мислам дека е на голема радост на сите овде кои што учат, на директорката, на наставниците, на децата. И мислам дека е придобивка за спортот во Битола. Спортската сала во основното училиште Коле Канински го доби паркетот од спортската сала Младост. Условите кои денеска ги добивме ќе бидат поттик за учениците за поголеми спортски успеси, вели Трајче Ираковски, заменик директор во училиштето. Нашите ученици го заслужуваат тоа и еве го добија сега. Меѓутоа сакам само да се заблагодарам на сите оние спонзори кои ни подадоа рака за да биде се вака како што е велелепно и тоа господата Тони Мицевски и Митко Стојковски, бившите наши познати спортисти и фудбалери, и тука ни е и Зоран Ризовски, нас родител, кој исто така ни излезе во пресред и ни донира овие прекрасни мрежи и други реквизити кои ќе збогатат програмата, односно часот по физичко воспитување во нашето училиште. Освен спортската сала, во основното училиште Коле Канински изминатиот период беа изведени повеќе инфраструктурни проекти. Ние имаме во централното училиште, значи нови подови, нови гумени подови, нови прозорци, нови врати. Исто така по Ешево училиштето е ново монтажно училиште со убав уреден двор, спортски терени и забавно-рекреативен дел во училиштето. Буковски ливади и Буково исто така постојано се инвестира и имаме и оваа година донација имавме и на нови клупи на столчиња и така да постојано сме во некои услови кои што значи работиме во училиштето и со тоа создаваме пријатна атмосфера за работа и за учење, но и имаме и современи услови за воспитно-образовниот процес во наставата. Освен новиот паркет во спортската сала во училиштето Коле Канински, истата беше и комплетно бојадисана. Доби нова спортска опрема, мали и големи стативи како и нови рефлектори. Покрај салата во основното училиште Коле Канински, општина Битола оваа градежна сезона ја реновираше и спортската сала во основното училиште Елпида Караманди.